Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училница. Јас сум наставник Горан и доаѓам од основното училиште Дедо Иво Малешевски од Берово. Јас сум наставник по физичко и здравствено образование. Денеска ќе разгледаме темата ракомет и ќе ги прочитаме правилата и играта на ракометот. Ракометот е екипен спорт кој се игра со топка во кој се натпреваруваат две екипи од по 7 играчи. Значи 6 играчи плюс 1 голман во секоја една екипа. Нивна цел е да се постигне што повеќе голови од противникот со рака. Еден натпревар се состои од два периода од по 30 минути, а екипата која е постигнала повеќе голови победува во тој натпревар. Играта ракомет била за прв пат играна на крајот на 19 век во Данска, а првите правила биле објавени во Германија во 1917 година и од тогаш правилата имале неколку ревизии и неколку измени. Првите меѓународни игри се одиграле според овие правила за мажи во 1925 година и за жени во 1930 година. Меѓународната ракометна организација ИХФ се формира 1946 година и досега има околу 200 членки, од кои и Македонија една членка од нив. Ракометот има најголема популарност во Европа. Правила во ракометот. Значи, потребни се две екипи од по 7 играчи. Значи, 6 играчи на теренот плюс голман, кои се убедуваат да постигнат погодоци со фрлање на топка во голот на противничкиот тим. Штом ќе ја добие топката, секој тим мора да ги следи правилата. Значи, по приемот на топката, играчите можат да ја предадат, да ја држат во своја собственост или да стрелат топката кон противничкиот гол. Или доколку имат топката играчите, можат да ја водат топката, да дриблаат со неа, да ако поседуваат топката во рацете, да направат најмалку 3 чекори и да ја штираат на гол и да ја додадат. А доколку играчот ја фати топката и нема никаква активност неколку секунди, поточно 3, топката ќе му биде одземена. Ниту еден играч и од одбраната и од нападнувачката екипа не смее да влезе во голманскиот простор кој изнесува 6 метри од голот. Единствено голманот, екипата што се брани, има право во неа да се движи без некој да му попречува. Удар или секој додавање во зоната на голот на голманскиот простор е правилен доколку тој биде завршен пред да го допре подот на зоната на голманот, значи во просторот од 6 метри. Голманот смее да го напушти голманскиот простор, значи може да излезе напред и да постигне гол дури, ама никако не смее да излезе со топката од просторот. Мора прво да ја додаде, па пак да излезе. Димензии на игралиштето во ракометот. Едно ракометарско игралиште има правоаголна форма со димензии од 40 метри должина и 20 метри ширина, а се состои од два голмански простора од под 6 метри, испрекината полукружна линија од 9 метри, од која од голот ја означува линијата за слободни удари или фрлања и поле за игра. Инаку, головите се поставени во средината на секоја од двете надворешни гол линии. Височината на еден гол изнесува 2 метри, а ширината изнесува 3 метри. Еве го изгледот на ракометарското игралиште. Значи, оваа ви се голот, оваа ви е голманскиот простор, линијата од 9 метри, пеналот. Продолжуваме понатаму. Една игра има времетраење од две полувремиња од по 30 минути, со пауза помеѓу самите полувремиња од 10 до 15 минути со договор со судијата. Доколку, после истекот на регуларното време, резултатот е нерешен, ако е во правенствена лига или во било кој натпреварување кога е бод систем, тогаш двете екипи ги поделуваат бодовите. А ако е во учество на некој турнир или на
нокаут фаза мора да има победник, тогаш следуваат две продолженија од по 5 минути со по 1 минутна пауза по крајот на првото продолжение. Доколку и по крајот на тие продолженија пак е нерешено, немаме победник, тогаш се изведуваат пенали. Играчи во ракометот. Во секој спорт, така и во ракометот, секој играч си има свое место и своја позиција. Еве така да ги наброиме. Секоја екипа има две крила, два бека, значи две крила леви и десни, два бека исто така леви и десни, еден центарен бек, еден пивот или пикер и еден голман. Обично крилата се најбрзите, значи во тимот. Тие секогаш играат на повисоко темпо и најмногу истрчуваат на теренот. На секој едно крило пожелно е да даде од 5 до 6 голови на еден надпревар, за да кажеме дека тоа крило е завршило добра работата. Исто така, имаме два бека, значи леви и десни, кои го носат цел терет на самата игра во ракометот. Зошто? На нив се прават најмногу фаули, значи прекршаи, на нив се прават најмногу и најостри прекршаи, кои доведуваат до најмногу повреди на нив. Тие мора да се изборат за својата позиција и мора да скокнат преку противничкиот играч за да постигнат гол. Имаме го едниот централен бек, кој потребно е да се движи на сите страни, тој е разигрувач на самата игра на ракометот и преку него сите акции почнуваат и може и да завршуваат. Најмногу од сите е на линијата, покрај линијата од 6 метри, е пивотменот или пикерот, кој доколку е активен, исто како што кажавме за двете крила, двата бека, значи секој од нив треба да постигне барем по 5-6 голови на еден надпревар. И еве го голманот. Значи еден голман на една страна, еден голман на друга страна. За поуспешна одбрана или за поуспешен напад, секогаш се потребни разни варијации на местата и на играчите. Значи, за да победат или да се одбрнат, потребни се различни формации, меѓу кои најмногу се значени формациите на одбрана. Се извинувам. Тоа е формацијата 6-0, формацијата 5-1, формацијата 4-2, формацијата 3-2-1, формацијата 3-3, која најмногу од нив се служува кај нас во Европа формацијата на одбрана 6-0. Таа е поставена целата формација покрај линијата од 6 метри и излегува секој играч на играчот што не дојдува во напад. Казни и прекрашоци во ракометот. Казните во ракометот се даваат на играчи кои во играта одат многу поостро на противникот и целта им е тој, значи противникот, а не топката. Како, на пример, е држање, туркање, газење, спречување на контрнапади, непримерно однесување, непримерни удари, фрлење на топката после свирежот на судијата и така натаму. Како казни се жолт картон, кој е опомена за него, црвен картон, кој се добива после 3 исклучувања на еден играч, или директен црвен картон за неспорско однесување, кој обично настанува со намерен удар во глава, врат, тело. И исклучување или суспензија од 2 минути за играч кој направи или влезе поостро во еден играч за да има прекршок или намерно да направи прекршок за во напад да нема контрнапад за него. На секој ракометен надпревар потребно е судија која ќе ја дели правдата. Значи, во ракометот има 20 судии со еднакви овластувања.
На нив им помагаат мерач на време и записничар. Мерачот на време цело време води евиденција за времето на преварот, за времето кој излегува од самото исклучување или суспензија и тој тоа го прави. Записничарот води сметка цело време како се движи секој резултат, како се однесуваат и делегатите. Судиите го контролираат однесувањето на играчите и официјалните лица од моментот на нивното доаѓање до моментот на нивното заменување. Судиите се одговорни за проверка на теренот за игра, головите и топките пред секој почеток на преварот. Судиите одлучуваат со која топка ќе се игра. Утврдуваат дали двете екипи се присутни на теренот и дали двете екипи ги имаат потребните резерви или кои се резервите на самата клуба. Покрај тоа, самите судии носат и ја проверуваат соодветната спортска опрема што една екипа ја носи. Доколку еден од судиите не е во состојба да го доврши на преварот, другиот судија сам продолжува да го води на преварот. Македонската репрезентација во ракомет има досега неколку настапи на светските и исто толку настапи и на европските првенства. Поточно, 6 светски првенства почнувајќи од 1999 година, првото наше појавување таму, па се до оваа година, до 2020 година, е најдобар резултат 9-тото наше место во 2015 година. Имаме 5 настапи на европското првенство, а како најдобар е 5-тото место во 2012 година. Нашите клубови во ракомет најуспешни се заведени. Ракометниот клуб Вардар, тој е машки ракометен клуб од Скопје, кој е двократен и моментално актуелен шампион на Европа и е повеќе кратен освојувач на македонската ракометна суперлига и на македонскиот куп. Женски ракометен клуб од Македонија најуспешен досега е ракометниот клуб Кометал Ѓорче Петров, кој во 2002 година ја понесе титулата европски шампион и го освои европскиот суперкуп и вице шампионски титули во 2000 и 2005 година. Инаку, да се подсетиме за нашите ракометари. Дали некој од вас деца има чуено за некои наши легенди? Еве, првата слика ви за нашиот доен во ракометот, а тоа е Пепи Манасков. Втората слика е нашиот сегашен капитен на македонската сениорска репрезентација во ракомет, тоа е Кирил Лазаров. Во третата слика се дадени нашите репрезентативци по успехот што го направија во 2012 година. А од женскиот ракометен клуб под број 3 е нашата најдобра, ракометарка досега во историјата на ракометот, тоа е Индира Касатовиќ, која има постигнато најмногу од сите голови во едно европско првенство и во една Лига на шампиони првенство. И последната слика е нашата Валентина Радуловиќ, која се докажа вредно на нашите терени. Благодарам дечиња, благодарам на вниманието. Седнете, научете и бидете поздравени од мене. Поздрав!